Добро утро во ова линковско вклучување, како што најави разговараме со Дарко Трајанов, млад иноватор и студент на Финки, кој зад себе има серија на успешни проекти и победи на хакатони, а денеска ќе ни раскаже како од една идеја за само 48 часа може да се роди решение што менува животи. Дарко, добро утро и добре дојде во Македонија наутро. Мартин, добро утро. А за почеток, ајде да им кажеме, да им откриеме на нашите гледачи што всушност представуваат хакатоните, што се тие? Значи, хакатоните се интензивни настани, каде што тимови од луѓе со различни вештини заедно работат кон некој решение на конкретен проблем, но за многу кратко време. Обично тоа се 2 дена, 48 часа, но може да трае цела недела. Тоа што хакатоните ги прави посебни е што од една идеја може да се прераснува во некој функционален прототип или концепт. Мислам дека најглавната идеја на хакатоните е да има инспирација, да има атмосфера, тимски дух и да се води до некоја нова иновација. Имат учествувано на бројни хакатони од заштита на животна средина до здравство, тоа се темите на кои сте учествувале. Што ве мотивира да бидете дел од овие хакатони? Така, значи сакам да решавам големи проблеми и заедно желбата со мојот тим да направиме некое корисно решение што ќе го подобри општеството. Да, значи хакатоните сите се различни. Од еколошко решение па се до здравство, заедно и финтек. Но тоа што најмногу ме инспирира е тоа дека од една едноставна идеја која што се води и она што се измислува на хакатон се раѓа некој концепт, од тој концепт се развива вистински продукт и тој може да стане нешто многу поголемо и многу повлијателно. И тоа е уствари предизвикот кој што мене најмногу ми е интересен. Така. Дарко, кој хакатон ви бил најголем предизвик од оние што сте учествувале до сега? Така, тоа дефинитивно би бил првиот, CodeFu. Имавме за задача да ја подобриме ситуацијата со загаденоста во Скопје. Работевме напорни 5 дена, значи тој хакатон траеше цела недела и немавме никакво функционално решение. Идејата ни беше да направиме паметен уред кој што ќе се закачува на автобуските станици и ќе ја покажува моменталната состојба на загаденоста, се со цел да ја кренеме свесноста на јавноста за овој многу голем проблем кој што го имаме денеска. И ми текнува во последните 2 дена, успеавме да го направиме да работи и со тоа добивме 3-то место. И никогаш нема да ја заборавам сликата во 2 часот наутро која што ја земавме, кога прв пат проработи пулстоп нашето уредче. Така, тоа ќе ни треба во месеците кога ќе започне и загадувањето, ништо со есента, но и во текот на зимата ќе ве бараме повторно. А пред ова линковско вклучување ми откривте дека Касини хакатонот, на Касини хакатонот разбивте систем за итна помош во далечени места. Колку е реално ваквите решенија да се применат во пракса во блиска иднина? Така, значи Касини хакатон беше европски надпревар со уште 9-10 тима различни и ние направивме всушност LiveDrop беше нашето решение. Тоа е всушност логистички систем на медицински дронови кои што користат сателитски податоци да однесат итна медицинска помош на луѓе кои што се наоѓаат во далечените планински региони, бидејќи таму е многу тешко да се стигне општо без пример со хеликоптер или интернетот. Мислам дека главната идеја на овакво решение технологијата постои уште денеска. Значи технички ова е изводливо, но главните предизвици што ги има оваа имплементација се инвестициите, регулативите и спојување со веќе специализираните спасувачи кои што се на терен. На почетокот споменавте дека работите во тимови со луѓе од различни области. Колку е важна оваа комбинација на вештини и гледишта за успех на еден хакатон? Тој е клучот до успехот. Значи, ние можеме да направиме тим од само програмери и нашето решение да биде технички совршено. Но нема да има добар дизајн, нема да има осмислена бизнис идеја. Кога имаш луѓе од различни вештини, бизнис, дизајн и технички, се раѓа една нова, многу по-комплетна идеја, која што има агли од сите страни и секој си додава своето, што во кој што тој е најдобар.
Дарко, освен техничкото знаење, како што кажавте, кои други вештини ги имате развиено преку учеството на хакатони и колку тие ви помагаат надвор од факултетот, но и во секојдневниот живот? Прво би рекол комуникацијата. Тоа е најбитната работа, една од најбитните работи за хакатон, бидејќи ако не можеш ти убаво да ја доловиш твојата идеја, далеку и многу тешко ќе стигнеш до некој успех. Второ, би рекол одлучноста, особено донесувањето на брзи и прецизни одлуки, бидејќи немаш време за бесконечни анализи и бесконечно размислување на идеи. И како трето, и мислам дека најважно е работата под стрес. Значи, едноставно, со тесните рокови кои ги имаме хакатоните водат до долги часови и уствари концентрацијата и фокусот е тоа што сакаш да го задржиш, но истовремено и реализацијата на решението. Сакаш до крај да е направено како што треба. И за крај на нашиот разговор, што би им порачал на младите кои никогаш не биле на хакатон, но размислуваат да учествуваат? Би рекол да не се размислуваат многу. Одма да се пријават, значи тоа практичнината работа што можеш да ја научиш на хакатон за 2 дена, може да биде повеќе од цел семестар. Мислам дека има некоја стигма околу хакатоните дека се програмерски надпревари, но тоа многу се менува. Значи се отворени за сите вештини и сите сфери и на вистина се чувствуваш како да си дел од целосен тим каде што секој има своje јас. Како крај би рекол дека хакатоните имаат и многу битен социјален аспект, каде што се запознаваш со инспиративни луѓе и правиш идеи кои што ќе го сменат утре. Или кои што ќе сменат утрешното добро. Така, Дарко, благодарам за одвоеното време и за гостувањето во Утро во Македонија наутро и ти посакуваме уште многу успешни хакатони. Фала ти, Мартин. Така, разговаравме со Дарко Трајанов, млад иноватор и студент на Финки, за тоа што се хакатони, што представуваат тие, но и што може да се добие од учеството во нив. Студио?